Како премиер на владата на Република Северна Македонија, задолжена за креирање и носење на политики кои влијаат врз квалитетот на животот на граѓаните, сметам дека јавноста заслужува одговори и очекува конкретни чекори во врска со актуелната состојба со производство и доставување на белиот и полубелиот леб на нашиот пазар. Го разбирам револтот на граѓаните за непопуларниот потек од страна на трговците и производителите на лебот, на дел од нив, како реакција на одлуката за замрзнување на цената на белиот и полубелиот леб на 33 денари, што се одрази негативно на секојдневните потреби на граѓаните. Државниот пазарен инспекторат утврди сериозни пореметувања на домашниот пазар во Скопје и Тетово, поради недостаток на бел и полубел леб, за кој владата донесе одлука за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало, која стапи на сила на 28 февруари 2023 година. Поради ваквата состојба и токму водени од потребите на граѓаните, владата донесе одлуки со цел нормализирање на пазарот и излегување во пресрет на потребите на нашите граѓани. Конкретно, владата донесе одлука со која ги обврзува трговците кои се регистрирани за вршење на трговска дејност, како и трговците кои се регистрирани за вршење на производство, да прибавуваат или да продаваат бел и полубел леб. Трговците на мало кои продаваат леб имаат обврска во дневната набавка на сите видови леб да имаат најмалку 80% од лебот со замрзнатата цена. Додека трговците кои се занимаваат со производство имаат обврска да го произведуваат и да го ставаат во промет белиот и полубелиот леб во количина од најмалку 80% од производството на овој леб во месец декември 2022 година. Исто така владата одлучи дека трговците за испорачаниот леб за производителот на лебот треба да му платат најдосна во рок од 20 дена од денот на приемот на фактурата за испорачаниот леб. Сакам уште еднаш да ја уверам јавноста дека нема да дозволам неоправдано покачување на цените и нема да дозволам пореметување на пазарот и загрозување на животот на граѓаните. Како што знаете, излеговме во пресрет на економијата и граѓаните. И во 2022 година помогнавме со 2 пакети антикризни мерки кои изнесуваат над 760 милиони евра. Помина доволен период од донесувањето на последниот пакет антикризни мерки за цените да се усогласат, бидејќи помошта од државата беше навремена и реална. По извршените проверки од Државниот пазарен инспекторат, иако производителите на основните прехранбени производи добиваат субвенционирана електрична енергија, истите, односно дел од нив, цените на своите производи не ги намалија или ги намалија незначително.